Спектакл на македонскиот импортер за програмата на Hyundai Korea Auto Trade во комплексот Белви крај Скопје. Автомобили, музика, дружење, дури 3 причини за славје, над 2 децении делување на компанијата на овие простори, задоволство од премината награда од корејскиот гигант за своето успешно работење, Best Global Distributor и балканска презентација на најновото остварување на Hyundai моделот Elantra. Како што потенцира првиот човек на Korea Auto Trade, Вилјам Хорват, ова е една од компаниите со поголем стаж во делувањето во оваа стопанска гранка од осамостојувањето на државата, која веќе 21 година бележи континуитет во работењето. За Korea Auto Trade се говори со пиетет, а потврда за успехот се постигнатите резултати. Хорват потенцира дека во Македонија компанијата навистина успеа да постави здрави темели, за што говори и фактот што досега се продадени над 12.000 возила, што секако е бројка за огромна почит со оглед на пазарот на кој се делува. Hyundai бележи извонредни постигнувања во глобални рамки во последниве 2 децении. Ова е несомнено најбрзо растичката компанија на ова поле, а како раснеше принципалот, така и Korea Auto Trade градеше цврсти патишта на успехот и на овие простори. Според Хорват, на 2 декади Korea Auto Trade е извонреден мост меѓу Македонија и Јужна Кореја, за што се добиени многу вредни признанија, како од принципалот, разни институции, па и на највисоко рамниште од нивната држава. Последна е наградата за најдобар дистрибутер на Hyundai на светско ниво, која Korea Auto Trade ја доби неодамна на регионалната конференција во Дубровник. За престижната награда своја пригодна реч пред гостите во Билби имаше високиот гостин Сајмон Чон, представник од Hyundai Motor. Today I'm here to celebrate our Macedonian partner, Korea Auto Trade's 20+1. There is a 21st year anniversary. So since 1995, there was our strong partner in the Balkan, one of Balkan partners, and who brought lots of this the pony, since pony, and they brought even Gallopers, Santamor. And now we have a lot of famous models. And the Elantra today will launch in the Balkan and the Macedonian market as well. And we celebrate all together with our beautiful customers. And we expect our partnership is strong in taking this occasion. So that's why we are here. And we met our Mr. Hobast, our strong partner owners, and we will keep our strong position in this market as number 1. Actually, as a head of our regional headquarters of Hyundai Motor Company, we expect our partner should focus not only the number of the sales, but also focus our some brand image as well. So in market-wise, there are many famous brand competitors. But our brand, I want to make it here some very loved by people. So we are all the time talking about modern premium. That is not only just a premium brand, it's just a modern and publicly sized brand, which is very appeal to normal people. So even the new model Elantra, we say super normals. So which is just quite a normal public car that should be loved by normal people, but we reward with the quality, with the super qualities. So our motto is
to provide our best quality to the customers with a good price. So at the same manner, our partner should focus that the quality and the brand image and should be loved by Macedonian people the long time. That is what I want from my partners here. Во Белви беа изложени голем број модели кои одбележаа историјата на Korea Auto Trade. Секако најголемо внимание предизвика новата генерација на Елантра, која имаше свое балканско деби, односно за прв пат е представена во регионални рамки. Извонредна креација која ги прати најсовремените светски трендови и на полето на дизајнот, технолошките иновации, решенија, несомнено еден од најадекватните модели за овие простори. За извонредната забава и атмосфера на журката се погрижија Синтезис, Владко Стефановски, Бени Шакири, кои со своите познати рефрени ги разгалија срцата на присутните. Еден од најочекуваните фордови модели на европскиот пазар во моментов несомнено е големиот кросовер Edge, кој е сместен во гамата врз мощно успешниот компакт Kuga. По навистина извонредниот старт во САД, Edge ќе се обиде да ги освои во целости европските купувачи, бидејќи стартува во сегментот кој од година во година е најбрзо растечки на стариот континент. А што навистина Edge му нуди на возачот и колку е приспособен за европскиот купувач, Автоплус имаше извонредна прилика да дознае пред новината да тргне во својот освојувачки продажен поход на паневропската презентација во околината на Минхен. Ford Edge пристигнува во вистински момент за да се надпреварува со звездите од Mercedes или BMW. Нуди навистина добар производ кој при првиот контакт остава повеќе од солиден впечаток. Самите димензии потврдуваат дека ова е голем SUV со должина од 4810 мм, а робусноста се одликува со голема карактеристична за брендот маска на ладилникот, со остри спортски линии и високи страници. Фордовите детали со европски признак го прават да се разликува од оние класични амерички остварувања, но се чини дека тука се крие и дизајнерската тајна на одделението на Форд во Келн. Сосема очекувано надворешната величина обезбедува и многу простор во внатрешноста за 5 патници и голем багажен простор. Кога веќе сме кај интериерот, токму пространоста е еден од најголемите адути на ова издание. Патниците на предните седишта со задоволство освен комодитетот ќе ја нагласат прегледноста, а пак оние на задните ќе ја пофалат и преклопливата задна клупа на која има многу место за колената и рамениците. Брзинометарот е опремен со 2 екрани во боја, кои може да бидат конфигурирани поединечно. Интериерот е достапен во опција со 2 бои, па и оној прислачен со кожа на седиштата и панелите на вратите како и климатизирани седишта. Новиот Ford Edge е и првиот SUV на синиот овал со адаптивно управување. Електроуправувањето нуди при ниски брзини поголема асистенција за побрза реакција и зацврстување при повисоки брзини. Дел од опремата се системите за поддршка, замртов агол за заштита од судир, адаптивна контрола на крстарење, одржување во лентата на движење, како и асист составот при управување на нагорнина и надолнина, воздушни перничиња, завеси. За задните патници во Ford Edge се предвидени нов вид воздушни перничиња за рамениците, кои при несреќа се активираат со компресиран газ, па на тој начин ја зголемуваат безбедноста на патниците позади. За заштита од судир, Ford интегрирал во новиот Edge систем 3 радарски ултразвучни сензори и систем со камери кои скенираат зоната пред возилото и прикажуваат пречки во рана фаза, дури и при слаба видливост. Исто така, клиентите на Ford Edge имаат можности за избор за пакети од забавната електроника и веб мрежата со Sync 2 системот со гласовно управување.
Во агрегатската понуда има бензински мотор 2.0 EcoBoost Twin Scroll Turbo со 248 конски сили и 373 Нм во спрега со 6-степен автоматски менувач, а она што е сосема интересно за европските клиенти секако е дизелскиот 2.0 TDCi Duratorq Turbo, кој ќе се нуди со две верзии на моќност со 180 конски сили и 400 Нм, како и 210 конски сили и 450 Нм со 6-степен мануелен или автоматски Power Shift. Со доплата во бројните состави треба да се издвои новиот Intelligent All-Wheel Drive погон за сите тркала, инаку серијски моделот доаѓа со пренос на предните. Потполно е нов и приспособлив управувачкиот механизам, кој при динамично возење е мощно цврст и обезбедува извонредни возни својства. Управливоста за еден ваков SUV на вистина изненадувачки добра, а оние лулања карактеристични за големите изведби од овој сегмент се на вистина минимални, дури и занемарувачки. За ова секако свој удел има подпирањето и подвозието развиени за оваа цел, па соодветно возилото се однесува се разбира со користење на потребните режими за работа, како на асфалт, така и надвор од него. Ford Edge се прифаќа прво како семеен автомобил и помалку како теренец. Новиот предводник на французите е триволуменскиот седан Талисман со сосем нов стајлинг и напредни технологии и доаѓа како заменик на две изведби од францускиот гигант Лагуна и Latitude, со силна тенденција да го надмине нивниот не толку блескав настап на пазарот. Со новината се запознаваме уште на неговото деби во Франкфурт, но вистинска прилика подетално да се запознаеме со неговите квалитети и вредности имавме на регионалната презентација на Фрушка гора. Екипата на Лоренс Ван дер Акер представува ново дизајнерско ремек дело, за што следеа многу вредни признанија, па и она најубав автомобил на светот за 2016 година. Ова е нова епизода од приказната за неверојатниот корпоративен дизајн на компанијата, што го наметна Ван дер Акер. Во развојот на моделот се избрани типични за D-сегментот форми кои го красат еден седан, па затоа и се споредува со конкурентите Passat 508, но поради карактеристичните гени на Рено, ако добро се загледа новината е навистина оригинална сама за себе. Вкупната должина од 4,85 метри, ширина од 1,87 и висина од само 1,46 метри го оправа Талисман меѓу предводниците според димензиите, а долгото меѓу оски на растојание од 2,81 метри е во корист на внатрешниот простор. Предниот дел на Талисман го нагласува новиот идентитет на Рено со исправено диамантско лого на хромираната маска. Новиот визуелен подпис на Рено е изразен преку C-одразот на дневните светла кои продолжуваат дури до браникот. Средното и долгото светло се со врвна LED технологија. Динамичниот профил е збогатен со третиот страничен прозорец што асоцира на луксузните лимузини. Хромираните рамки на прозорците само ја дообликуваат елегантната силуета на Талисман. Ниската задница се издвојува со светлосен блок, издолжен навнатре кон средишниот дел на багажникот. Оваа форма на светлата го засилува моќното емитување и истовремено со тоа привлекува внимание кон логото на Рено. Тродимензиониот светлосен ефект остава визуелен силен впечаток дури и при дневна светлина. Новиот Рено Талисман нуди избор од 10 екстериерни бои, кои се дополнети со многу издржлив лак, обезбедување сјај и повисок степен на одржливост. Достапни се 5 видови филни со големина од 16 до 19 инчи. Во пријатен со атмосфера интериер, материјали меки на допир, седишта удобни, просторот за патниците и на двата реда седишта е огромен. Во внатрешноста има многу простор за главите на патниците напред и назад, во областа на лактите напред и на колената позади. Широката централна конзола го надополнува впечатокот за просторност и широчина и е изработена со посебно внимание. Во централната конзола е интегриран вертикален таблет на системот Airlink 2 со 8,7 инчен чувствителен на допир дисплеј со исчистена и интуитивна графика.
Тој функционира како домашен таблет и ги има истите сензорски квалитети: зголемување со 2 прста, прелистување на страници. Освен тоа, навигацијскиот дисплеј е со тридимензионални слики на згради со гласовни команди, прикажување на текстуални пораки и читање на глас на истите. Bluetooth. Волуменот на багажникот од 608 литри е еден од најголемите во сегментот, што го прави идеален за семејни клиенти. Новиот Талисман е управуван од ефикасни, но динамични турбомотори на Рено со мал работен волумен. Бензинските турбомотори се со директно вбризгување на горивото и работна зафатнина од 1,6 литри со мокност од 150 и 200 конски сили. И двата се во комбинација со 7 брзински автоматски минувач EDC со двојна спојка. Седанот се нуди и со 3 дизелски мотори. Најмалиот е Energy DC 110 со работна зафатнина од 1,5 литри и 110 конски сили, а поголемите се 1,6 литрски во две варијанти на мокност со 130 и 160 конски сили. Првите два агрегати може да се комбинираат со 6-брзинска мануелна или 6-степена EDC автоматска трансмисија со двојна спојка, а DCi 160 со две турбини е во комбинација само со 6-брзински автоматски менувач. Моторите на Талисман нудат релативно добра динамика и ниска потрошувачка на гориво. Владата на Франција сака да помогне во нуклеарната индустрија, односно да финансира дел во развој на производителот на опрема за атомска енергија Areva и државната енергетска компанија EDF. За таа цел потребни се средства кои треба да дојдат од продажбата на различни акции во државата. Во моментов таа е собственик на 14% од акциите на PSA Peugeot Citroën, чија вредност беше проценета на 800 милиони евра во 2014 година, кога PSA беше на работ на банкрот. Благодарение на овие средства, производителот преживеа, тргна кон нагорна линија, па цената на пакетот акции се зголеми речиси за 2 пати. Во исто време, други 14% беа купени од кинеската компанија Dongfeng Motors, која соработува со францускиот автогигант повеќе од четвртина век. Токму договорот со кинезите ги принуди француските власти исто така да инвестираат во PSA, бидејќи имаше опасност алијансата да падне под целосна странска контрола. Во минатиот месец, групата PSA ги објави своите намери за развој во следните 5 години. Стратегијата вклучува ставање на 34 нови модели под марките Peugeot, Citroën и DS. Во нив влегуваат и електрични кои алијансата веќе ги развива заедно со Dongfeng. Toyota Motor Corporation објави дека глобалната продажба на хибридни автомобили на компанијата ја помина границата од 9 милиони единици. Во последните 4 години, реализацијата на компанијата на годишно ниво е од над 1,2 милиони хибридни возила, 2012 1,219 милиони единици, 2013 1,279 милиони, 2014 1,266 милиони, а минатата година побарувачката е на рамниште од 1,204 милиони автомобили. Во првите 4 месеци од оваа година во целиот свет биле продадени речиси 472.000 хибридни изведби на Toyota Motor Corporation. Најпродаван хибриден модел на Toyota Motor е Prius со повеќе од 3,730 милиони единици. Потоа се Aqua Prius C со 1,249 милиони, Prius A, Prius V, Prius Plus со 634.000, Camry хибрид со околу 574.000, Lexus RX 400H, RX 450H со 338.500, Auris хибрид 309.000, Lexus CT 200H 269.000, Yaris хибрид со околу 236.000 и други. Најважниот пазар за хибридните возила на Toyota Motor Corporation е Јапонија, каде се реализирани повеќе од 4376 милиони од вкупниот број продадени возила од компанијата.
Peugeot ја представи новата генерација на моделот 3008, кој ќе има светска јавна премиера за време на меѓународниот салон во Париз на есен. Со целосно изменен дизајн на екстериерот, футуристички интериер и високотехнолошки сет погонски агрегати и систем за безбедност од француската компанија се сигурни дека новината ќе стане еден од лидерите во сегментот. Со новото Peugeot 3008 ќе дебитира на пазарот и интериер составот и кокпит, како и богат сет системи за поддршка на управувањето и зголемување на безбедноста. Новото Peugeot 3008 е за 100 кг полесно од својот претходник, а ќе можат да бидат вклучени исто така систем за бежично полнење на мобилни телефони, систем за синхронизација, mirror screen, 3D connected навигацијски систем и друго. Новото Peugeot 3008 ќе се нуди со сет бензински и дизел мотори, кои ги исполнуваат барањата на Euro 6 стандардот. Бензинските модификации ќе бидат 1.2L PureTech 130 SNS 6 SMT со 6 брзински мануелен или автоматски менувач и 1.6L THP 165 SNS со 6 степена автоматска трансмисија. Дизелите се 1.6L Blue HDI со 100 и 110 конски сили и 2-литарскиот Blue HDI со 150 и 180 конски сили. Откако во март за време на меѓународниот сајам во Женева бевме сведоци на премиерата на новата генерација на моделот Scenic на Renault, од француската компанија ги открија и првите детали за неговиот поголем брат Grand Scenic. Во споредба со помалата изведба, новата генерација на Renault Grand Scenic е за 15 мм повисока, за 75 мм подолга и за 20 мм поширока, а меѓуоскиното растојание е зголемено за 35 мм. Во конфигурација од 5 седишта на интериерот, товарниот простор на комбинираниот автомобил нуди зафатнина од 718 литри, што представува зголемување од 40 литри. Интересни новини во однос на стилот на Renault Grand Scenic се поврзани со вградување на стандардни 20-инчни тркала за секој од представниците на моделот, можност за двобојна понуда на надворешноста од второто ниво на опрема, уникатна за возилото нова боја Vision Brown интегриран во задниот бранинг дифузор, панорамски стаклен покрив. Новиот Renault Grand Scenic, кој ќе биде достапен на пазарот кон крајот на оваа година, ќе се нуди во верзија со 5 седишта, а во опремата ќе можат да бидат технолошки напредни решенија како системот MultiSense, мултимедијалниот и инфокомуникацијски AirLink 2 со 8,7 инчен екран, проекција head-up дисплеј и други, а во стандардната опрема на моделот ќе биде вклучен системот Active Emergency Braking со функција за препознавање на пешаци. Во понуда ќе бидат 5 дизел верзии, вклучувајќи и хибрид асист изведба, како и 2 бензински модификации. Fiat продолжува со пазарната офанзива на моделот Tipo. Кон веќе предложениот седан, веќе се подготвени и хетчбек и караван варијантата. Новото Tipo е спакувано во духот на старото, кое беше хит во 80-тите години на минатиот век, со предлог за повеќе внатрешен простор и подобри квалитети, со јасно изразени импресивни линии и нагласени детали. Како најавуваат италијанците, хетчбек варијантата ќе биде ценовно најприфатлива во однос на сите модели од останатите производители во оваа категорија. Базниот модел ќе има 1,4 литарски атмосферски бензински мотор од 95 конски сили, а од додатоци ќе следуваат DAB радио, Bluetooth, клима уред, електрични прозорци и ретровизори и 6 воздушни перничиња. Навигацијскиот систем и екранот на допир ќе доаѓа како дополнителна опрема. Хетчбек моделот е со должина од 4,37 метри, 10 сантиметри повеќе од Golf, а според Fiat на задните седишта можат комотно да се сместат тројца луѓе високи од 180 сантиметри, благодарејќи на просторот за нозе кој е еден од најдобрите во класата. Багажникот на овој модел е со капацитет од 420 литри, за 50 повеќе од колку новата Opel Astra, додека кај караванот тој изнесува 520 литри и може да носи товар долг 1,8 метри, кога седиштата се спуштени. Покрај основниот модел на располагање ќе бидат уште две варијации – Mid и Top Spec.
За караванот цените се со плюс 1300 евра, а затоа се добива многу поголем товарен простор. Нема одредени отстапки по однос на седан верзијата во димензиите. Дното на багажникот може да се регулира во висина и за полесен пристап до просторот под него. Во понудата ќе има два бензински и два дизел мотори. Првиот бензински е 1,4 литарскиот TJ турбомотор со 120 конски сили, а поголемиот е 1,6 e-Torque со 110 конски сили. Варијантите со дизел моторите ќе видат 1,3 литарскиот Multijet од 95 конски сили, како и 1,6 литарски Multijet со 120 конски сили. Оваа 1,6 литарска верзија ќе има и опција за 6-брзински Dual Clutch менувач. Секоја година на крајот на мај за време на конкурсот Елеганса Вила d'Este во Черновио на езерото Комо, пред обожавателите на автомобилите се презентираат историски автомобили и мотоцикли од различни епохи. Тридневниот настан што се организира од BMW Group Classic и Grand Hotel Villa d'Este зазема исклучителна позиција меѓу конкурсите за убавина за класични автомобили и мотоцикли благодарение на елеганцијата, ненадминатата атмосфера и избраните учесници. Годинашново мото беше "Назад по иднината, патувањето продолжува". Вреди да се напомене дека оваа манифестација е одржана за прв пат во 1929 година како изложба на нови модели во автомобилската индустрија, а од 80-тите години на минатиот век таа се посветува на автомобилската историја. Од 1999 година се одржува под покровителство на BMW Group. Покрај класичните модели кои се одликуваат со посебната естетика и историското значење на конкурсот Елеганса Вила d'Este, секогаш се представуваат и дизајнерски студии и прототипи од различни епохи. Годинава судиите бираа најубави автомобили во 8 различни категории, повеќето поделени по декади и класи. За победник на оваа манифестација е одбран спектакуларниот Maserati A6 GCS Berlinetta од 1954 година, автомобил од приватната збирка на княжеството Монако, додека наградата La Copa d'Oro и припадна на Lancia Astura 2 од 1933, чија аеродинамичност ја оптимизирало ателјето за аеродинамика Кастања од Милано. Под капакот на оваа изведба е вграден 3-литарски V8 мотор по желба на Виторио Мусолини, син на големиот фашистички диктатор Бенито. Од концептите ги издвојуваме оној на BMW моделот 2002 Омаш, M2 и креацијата на Астон Мартин и Загато по повод одбележувањето на 50 годишнината од заедничката соработка Vanquish Zagato. BMW 2002 Омаш е создаден по повод 100 годишнината на баварската компанија и 50 годишнината на BMW серија 2000, а како база за студијата послужил BMW M2 Coupe. Станува збор за атрактивна ретро-футуристичка студија, која во однос на M2 Coupe се разликува со White Body пакетот, дотераниот заден и преден дел, со стајлинг инспириран од старата серија 2000. Каросеријата на Vanquish Zagato е направена од јаглеродни влакна, а покривот е оној познатиот Double Bubble, кој е заштитен знак на Zagato уште од 50-тите години од минатиот век. Ретровизорите се инспирирани од моделот 177, додека задниот дел е сличен на оној од DB11. Во внатрешноста има кожа прекриена во две бои, детали од јаглеродни влакна, како и логото со буквата Z. За погонот се грижи 5,9 литарскиот 212 агрегат, кој за ова издание е засилен од 576 на 600 конски сили. Кај мотоциклите посебно внимание предизвика R5 Омаш, концепт во чест на генерацијата мотоцикли од 30-тите години на минатиот век.
Праксата во автомобилската индустрија многу пати досега потврдила дека е навистина тешко да се направи компактна лимузина. Голем број од нив се темелат врз мощне успешните хеджбек варијанти, но искуството вели дека ни одблизу не е таков успехот на надградените седани, како на нивните двоволуменски варијанти. Корејците при креирањето на новата генерација на Елантра, будно пратено од великанот на својот занает Питер Шреер, го имале ова во предвид, што секако е голема предност. Затоа новата Елантра е комплетно засебен модел која ништо не ја поврзува со компактниот i30. Се разбира, таа е во склад со она што го диктираат автомобилите од Hyundai, но сепак значително се разликува од i30 и i40. Затоа секоја чест на дизајнерските студија на брендот во Кореја, САД и Европа за извонредно избалансираниот микс, кој по многу нешта веќе при првиот контакт соборува од нога. Во ова во целост можевме да се увериме откако буквално од предплатото од Белви по балканското деби во соработка со Korea Auto Trade превземавме еден од моделите од гамата со бензински агрегат од 1,6 литри со 128 конски сили и ниво на опрема стайл. Новата Елантра е навистина комплетно нов модел во однос на својата претходничка. Најнапред подобрена е цврстината на шасијата, што вклучува повеќе од 53% високо квалитетен челик и композитни материјали, што со сигурност ќе придонесе за поголема издржливост, ракување и перформанси. Оваа цврстина е на повисоко рамниште во однос на i30 или i40, а индикаторите велат дека автомобилот е покомпактен дури повеќе од Голф и неговите деривати. Со должина од 4570 мм и меѓуоскино растојание од 2700 мм. Ова е една од најголемите изведби во сегментот, со помала само 70 мм во однос на поголемиот i40. Елантра донесува малку по-купеовски стил, во склад на еден лифтбек со благи линии во премините меѓу капакот на моторот, кабината и багажникот. Напредната динамична прецизност на флуидно обликуваниот дизајн 2.0 на Hyundai го надополнува модерниот идентитет на новиот спортски и футуристички дизајн на сосема новата Елантра. Но, иако е во склад со новата дизајнерска филозофија која ја диктираат и другите модели од брендот, напред изгледа малку поинаку, каде доминира новата маска и бадемастите светла со LED технологија. Силуетата потврдува дека моделот располага со одлична аеродинамичност, а позади не само што изгледа елегантно, туку и крајно модерно. Нема да погрешиме, иако за вкусови не се дискутира, но ова за нас е навистина многу убаво скроен автомобил. Иако се работи за потполно во корејски стил надграден интериер, по се изгледа Шреер тука не може да се оддели од она што на свој начин го диктираат германските модели. Но, како и да е, факт е дека неколку години поред моделите на марката чекорат скалило по скалило нагоре кога се во прашање ергономијата и функционалноста. Дури во одредени сегменти ги надминуваат германските изведби. Инструменталната табла прегледна со комбинација на дигитални и аналогни инструменти, а централната конзола е под агол насочена кон возачот. Изборот на материјали солиден и самата завршна изработка на највисоко рамниште. Предните седишта мощне меки, удобни со прилично добра странична потпора и широк опсег на можности за регулирање. Вистински фотели. И на оние позади, тешко е да им се најде мана. Има доволно простор за нозете и главата на патниците, каде до израз доаѓа добрата архитектура, па онаа косина кај покривот кај це возачот воопшто не пречи. Патниците навистина може да се чувствуваат комотно, па и на подолги дестинации, како да се во представникот средната класа. Зад нив е багажниот простор со капацитет од 458 литри. На крајот треба да се истакне дека кореанците посебно апострофираат дека кај оваа изведба многу се водело сметка на употребата на материјалите за изолација и со оглед на тоа што возавме бензинец. Реално во внатрешноста, освен фујкот на ветерот, не се слуша ништо, па и при поголеми брзини.
Под капакот на тесниот модел што ни беше на располагање беше токму модифицираната бензинска изведба од 1,6 литри со моќ од 128 конски сили и вртежен момент од 155 Ньютон метри со променлива работа на вентилите и прифатливи вредности. Неговите перформанси солидни, а веќе потенциравме крајно тивок со мирна работа и економичен. Според тестирањата на АДАК во екстремни услови на пат, потрошувачката на отворен пат изнесува 6 литри, а и намни варираше тука, со нешто повеќе децимали, но во основата 7-ка. Германските аналитичари, освен што за потрошувачката ги потенцираат високите квалитети на изработка на агрегатот, нештеделени атрибути, за што во целост и ние се сложуваме за менувачот. Шалта мошне добро, прецизно и му дава некако спортски шмек на моделот. Типично за едно лимузинско остварување, кога е во прашање подвозието и подпирањето, не е тајна дека се водело повеќе сметка за комфорот, отколку за некои спортски вредности. Ако може да се најдат замерки за суспензијата на скопските улици преполни со дупки, во текот на управувањето на автопат, добрата поставеност на подпирањето сите нерамнини ги впива безпрекорно, па заедно со комфорот Hyundai добива сигурна крстарица за патиштата. На крајот и за она најважно прашање, колку сето ова чини? Вака спакуваната верзија во Korea Auto Trade се нуди за 18.500 евра, но сите оние кои ќе дојдат што побрзо во продажниот салон на македонскиот импортер ќе бидат пријатно изненадени, бидејќи ќе добијат промотивен попуст од дури 3000 евра. Nissan се подготвува да лансира на пазарот нова модификација на популарниот модел Qashqai, која ќе треба да се најде во сегментот на луксузни кросовери и да се избори со конкурентите како BMW X1 и Audi Q3. Новиот модел всушност ќе представува сериска верзија на концептот Nissan Qashqai Premium, прикажан на автосалонот во Женева во март. Главниот дизајнер на проектот Дирил Скриван изјави дека прототипот беше развиен со идејата подоцна да биде пуштен во сериско производство и тоа е на пат да се оствари. Новата верзија на Qashqai ќе го задржи зголеменото за 20 мм растојание помеѓу двете оски, како и проширените подкрила, кои му даваат поимпресивен набилдан изглед на кросоверот. Браниците, главните светла и стоп светлото исто така нема да бидат променети. Се очекува премиум кросоверот на Nissan да се појави во продажба следната година, покрај BMW X7 и Audi Q3 во компанијата меѓу зацртаните уште еден потенцијален конкурент се уште во развој Volvo XC40. BMW одбележува 30 години од лансирањето на легендарниот E30 M3. По тој повод баварците лансираа специјална верзија на моделот 30 Years M3, која се карактеризира со бензински битурбо со 450 конски сили. Од листата на технолошки иновации, меѓу другото е подобрена M-суспензија, која добила нови пружини, амортизери и стабилизатори. Специјалната изведба се дистанцира со многу детали во вид на означување на серијата. Така, освен специјалната Masao Metallic сина боја, за надворешноста моделот добил плочка со надпис 30 Years M3. Во внатрешноста доминира црна сино кожа, проследена со ознака на серијата и префинети детали. Опционална понуда е црна Silverstone комбинација на кожниот тапацир. BMW планира да произведе само 500 примероци достапни во комбинација со рачен или DCT менувач. Сите потенцијални купувачи треба да сметаат на значително повисока цена, која е за околу 10.000 евра повеќе од онаа за M3 Competition.
Единицата Торадо на тюнинг компанијата Novitec сподели информации за најновата програма каде на доработка еден од автомобилите на марката Lamborghini. Овој пат инженерите и дизајнерите на компанијата ги фокусирале своите сили на Aventador LP750-4 Super Veloce, со што создале за него нов аеродинамичен пакет тестиран во воздушен тунел, нови 21-инчни фелни, оптимизирана суспензија и со сето ова ветуваат зголемување на максималната моќност до 786 конски сили. Доработениот од Novitec Toradо Aventador LP750-4 Super Veloce е опремен и со нов издувен систем достапен во неколку варијанти, а како резултат на тоа автомобилот е до 21 кг полесен. Од компанијата нудат изработка на системот од нерадиосувачки челик или од инконел материјал, кој се користи во болидите од Формула 1. Од Novitec Toradо нудат и богат сет можности за промени и на интериерот на Lamborghini Aventador LP750-4 Super Veloce. Тие ветуваат кориснички варијанти направени од природна кожа, алкантара и јаглеродни влакна.